Припадничките на понежниот пол од цела Македонија вчера по 23 пат се обединија во кулинарството, се дружеа меѓусебно и се забавуваа. На манифестацијата Републичка вешта жена, 19 надпреварувачки и 5 гран при со безпрекорно декорирани трпези и вкусни јадења предизвикаа воодушевување кај жирито и кај многобројната публика во манастирскиот ресторан во Лешок. Невестинска маса, снежна идила, патот кон успехот, современ брак беа дел од темите на кои работеа вештите раце на надпреварувачките. Во силна конкуренција епитетот вешта жена за 2015 година за Македонија го понесе кумановката Габриела Петровиќ, која ги освои гласовите на жирито и публиката со својата маса на тема пролетна идила. Главно јадење мексиканско ќофте и торта чоколешник торта. Супер, одлично. Втора наградена беше Весна Талевска од Прилеп, додека третото место го освои Јасмина Ракосовска од Битола. Во посебна категорија Гран При најуспешна беше русинката која живее во Тетово, Маргарита Јакимовска, со масата Носталгија. Победив со масата под име Носталгија, што ми потсеќа на мојата држава од кај сум родом. И многу ми е мило што победив. Денеска посебен ден за мене и за мојата држава. Се слави 70 години победа над фашизмот и ја донесов некоја победа своја. Републичката вешта жена на едно место ги собра жените од 16 градови од Македонија, како и гости од Швајцарија, Бугарија и од Германија. Секоја година оваа манифестација е се помасовна и поинтересна. Републичката вешта жена од година на година ги поминува своите граници на размислување на жените, затоа што секогаш викаме дека е аматерски надпревар, меѓутоа кои ќе се соберат од сите градови, како сега што ги има овие 24 маси, сепак е празник за очи. Меѓутоа за Тетово и за Тетовскиот крај и за објектите кои живеат во овој дел, оставаме еден голем белег дека центарот на вешта жена е во Тетово и се она што го прават вештите жени, не само надпреварот, хуманитарни акции, се она што треба да го направиме да денот ни биде поубав и повесел, се надевам дека ќе се најдат и полно други здруженија што нема да се занимаваат со негативните работи, него ќе откриваат позитивната работа кај секоја жена, затоа што ако е во семејството мажот главата на семејството, жената е вратот и како она ќе го врти, така ќе иде и главата на да кажеме на домаќинот. Една друга голема благодарност до радио телевизија КИС. Ние оваа година правиме 23 години од постоење. Од сега се подготвуваме за јубиларното 25 години, зашто мислам дека откако почнаме па до сега без прекин, вашето следење ни заслужува посебно внимание преку етерот, не само за телевизија КИС и за останатите телевизии. Преку камерите сите ќе видат што е она што го припремиле вештите жени, а програмата ќе биде малку поразлична, а вие тоа ќе го доловите и ќе видат дека секоја година вешта жена се труди да биде поинаква. Значи да не остане во сеќавање, вешта жена е едно исто, никогаш не е исто. Ни храната, ни жените, ни начинот на организација и начинот на презентација. Значи, надпреварувачките се од 16 града, со тоа што Битола и Прилеп имаат по 2 надпреварувачки, затоа што според нашите пропозиции надпреварувачка ако има над 225 бода на општинскиот надпревар, го обезбедува присуството на републичкиот. За Гран При имаме 5 надпреварувачки, од кои нашата од Тетово добива бронзен медалјон, значи трета година, последна година како учесник, додека надпреварувачката Острубица, Магдалена Мавкова, таа е завршила за бронзен, сега веќе влегува за сребрен медалјон 3 години, оваа година е прва во тој дел и континуитетот за да задржиш една голема маса на жени во Македонија да ве следат, за мене е тоа прво лично задоволство и сатисфакција, затоа што тие те прифаќаат таква каква што си
а и ти ги припаќаш и пробаш да ги промениш онака како што мислиш. Па до сега солидно успеваме за тоа. За веселата атмосфера на републичката вешта жена се погрижи тетовскиот маестро бенд. Сите надпреварувачки добија дипломи и подароци, а признанија беа доделени на долгогодишните учеснички. За посетителите на манифестацијата беше организирана лотарија, како и секогаш медиумски покровители беа радио и телевизија КИС.